Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Утре во Охрид пристигнува реактивната мисија на УНЕСКО, најави Министерката за култура. Се уште неизвестно дали ќе биде спречена трката Формула 1 со моторни чамци на Охридското езеро. И туристичките работници и граѓаните бараат воведување нови авиолинии на Охридскиот аеродром. Куратица ќе добие дом на култура и историски алманах. Плоштадот кај мини маркет го краси графит во чест на уметникот Вангел Наумовски. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 11 степени Целзиусови. Во попладневните часови продорна влажна воздушна маса која што во доцните попладневни и во вечерните часови ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд. Во среда под влијание на циклонска активност во северозападна, западна, југозападна и централна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со пад на температурите. Врнежи од дожд се очекуваат и на Апенинскиот и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. Во јужните и источните предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 26 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и потопло со осетен пораст на температурите. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 1 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 10 до 20 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде ветровито и топло. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните часови врнежите ќе престанат и ќе настапи постепено намалување на облачноста со сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во петок и сабота претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 5, односно 7 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 18, односно до 19 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно.
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандарт, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Се уште е неизвестно одржувањето на трката во Формула 1 со високотуражни моторни чамци на Охридското езеро. Од иницијативата за стопирање на оваа трка информираат дека добили известување од УНЕСКО и овој настан ќе биде една од темите на нивната мониторинг мисија. Во меѓувреме, статусот на трката е променет во непотврден, а еколошките здруженија и институции од Македонија и Албанија лобираат истата да биде целосно откажана. Се уште се преговара за одржување на трката во Формула 1 со високотуражни моторни чамци на Охридското езеро кај Поградец. Статусот на трката, која според календарот на организацијата F1H2O беше закажана за јули, од пред некое време е променет во непотврден. Над 50 здруженија и институции од Македонија и Албанија неколку месеци апелираат до властите во двете земји да се спречи одржувањето на трката. Тие на почетокот на годинава испратија информација за овој настан до телата на Комитетот за заштита на светското природно и културно наследство на УНЕСКО. Добивме известување од УНЕСКО, писмо од УНЕСКО дека ја примиле информацијата, ја дисперзирале кон сите релевантни државни институции од двете страни на границата и дека тоа ќе биде една од темите на нивната следна мониторинг мисија. Здруженијата на граѓани, еколошки асоциации, институции од земјава и од соседна Албанија, здружени во иницијативата Стоп F1H2O, се заложуваат за подигнување на јавната свест за штетните последици на трките со моторни пловила и воопшто нивното присуство во Охридското езеро, најстарото во Европа, заштитено светско природно наследство и жариште на биодиверзитетот со над 200 ендемични организми. Доколку се здружиме, особено од двете страни на границата, Македонија и албанската страна, ќе можеме многу по-позитивно да делуваме и да притискаме таму каде што треба за промени, позитивни промени и развивање на одржлив туризам, наспроти развивањето на туризам кој што ги експлоатира природните ресурси.
Од Едриличарската федерација на Македонија се категорично против одржување на Формула 1 трка на вода на Охридското езеро. Тоа се коси со сите наши принципи и заложби за развој на еколошки водни спортови, вели председателот на федерацијата Будимир Соколович. Тој смета дека оптоварувањето на Охридското езеро со пловила на моторен погон треба да се намалува. Наша заложба би била во догледно време бројот на моторни пловни објекти, кој сега е 3000, наспроти околу 50 едрилици, да се смени во корис на едрилиците, да имаме што повеќе едрилици на езерото, а што помалце моторни пловни објекти. Нормално тие се нужни и потребни и така натака, ама сепак бројката да е. Но сепак ова да е возможно, потребна е соодветна инфраструктура на езерото. Преку 20 години разговараме за марини и така натака, веќе сега тој како да се подзаборави, но сепак мора да напоменам, значи инфраструктурата е нужна за развој на едрилиците на езерото. Трката со високотуражни моторни чамци на Охридското езеро не е официјално откажана. Доколку се одржи, според еколозите и стручните лица, тоа ќе биде погубно за екосистемот на Охридското езеро. Утре во Охрид пристигнува реактивната мисија на УНЕСКО, соопшти министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во интервју за Слободен печат. Мисијата беше најавена уште во септември минатата година, кога Македонија доби извештај дека Охридскиот регион го задржува статусот на заштитено светско природно и културно наследство под УНЕСКО. Министерката посочи дека чекорите кои беа обврска се преземени. Првата беше да поднесеме нов ревидиран план за заштита на Охридскиот регион, што е направено. Второто беше да донесеме нови измени во Законот за заштита и управување на старото градско јадро на Охрид, што е веќе во собраниска процедура, кажа министерката. Изработени и поделени 100 еко-пикник пакети од најмладите жители на Стар град Охрид со порака стоп за пластиката за еднократна употреба. Вредните рачиња на најмладите жители на Стар град Охрид на плажата Сараиште изработија и поделија 100 еко-пакети со еколошки прибор за јадење, пикник сет за престојните пролетни денови и празници, кои граѓаните и туристите ги користат за излети околу крајбрежјето на Охридското езеро. Со оваа активност дечињата испратија порака стоп за пластиката за еднократна употреба. Целта е подигнување на јавната свест околу штетноста на пластиката за еднократна употреба како дел од проектот Зелена младина, зелена иднина на Сдруженијето Клуб за нуркање Акватек Охрид. Пластиката за еднократна употреба како пластични чаши, пластичен прибор за јадење, најлонски кеси, шишиња се најголемиот загадувач на Охридското езеро. Преминувањето на поеколошки алтернативи е еден од начините за спречување на бескрајната акумулација на пластика за еднократна употреба. До почиста и поздрава животна средина со промена на навиките, велат од Клубот за нуркање Акватек Охрид. Проектот Зелена младина, зелена иднина на Сдружение Клуб за нуркање Акватек Охрид се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, РЕЛОАД 2, која е финансирана од Европската Унија, а ја имплементира програмата за развој на Обединетите нации и UNDP. Проектот Зелена младина, зелена иднина е кофинансиран од општина Охрид. И туристичките работници и граѓаните бараат воведување на нови достапни авиолинии од Охридскиот аеродром. Од Охридскиот аеродром моментално има летови само до 4 дестинации, 3 со нискобуџетната Визер до Виена, Дортмунд и Мининген и еден лет со Чер Airlines до Цирих. Голем дел од населението од регионот последните неколку години патуваат од аеродромот во Тирана, каде што оперираат 2 нискобуџетни компании, а достапни се 84 дестинации. Потребно е воведување на нови авиолинии на Охридскиот аеродром. Ова е ставот на повеќето туристички работници од регионот. Велат моментално Охридскиот аеродром е неискористен. Има летови само до 4 дестинации, 3 со нискобуџетната Визер до Виена, Дортмунд и Менинген и еден лет со Чер Airlines до Цирих. Ки нема летовите за Милано, Базел, Малме и Лондон. Според најавите, причината за намалувањето на летовите на XU просторот е во тоа што нискобуџетната компанија приземни 20% од својата флота за инспекција поради пронајдена ретка аномалија во металниот прав, кој што се користи во производството на специфична компонента на моторот. Секако Охрид е отворен град, имаме
идеални услови преку аеродромот да се поврземе и со хрватските градови, ево веќе со Србија го имаме Белград авионот, со 4 пати неделно, така да мислам дека ќе се јави интерес и потреба од воведување на нови авионски линии од ЕКСИ у просторите. Аеродромот треба да се валоризира и ефектуира во повеќе насоки линии. Со тоа колку и да се инвестира, се ќе биде повратно, бидејќи тие луѓе ќе бидат конзументи на нашите услуги. И туристичките водичи од соседството велат потребни се повеќе директни авиолинии меѓу земјите на Балканот. Тоа ќе значи побрз и полесен пристап и размена на туристи меѓу земјите во бивша Југославија. To bi sigurno bilo dobro, jer mi smo putovali 12 sati, prolazili... Тоа сигурно би било добро, бидејќи еве ние од Хрватска патувавме 12 часа, поминувајќи бројни граници, така што со авион сигурно ќе биде полесно, ќе се скрати патувањето. И граѓаните велат потребни се повеќе авиоконекции. Голем дел од жителите од регионот последниве неколку години патуваат од аеродромот во Тирана, каде што оперираат две нискобуџетни компании. Од Тирана со Визер се достапни 60 на дестинации во светот, додека со Ryanair 24 авиоконекции. Од двата аеродроми во земјава, со нискобуџетната компанија која оперира, достапни се само 30 дестинации. Сдруженијето на млади архитекти Архрид во рамки на обележувањето на 100 годишнината од раѓањето на големиот охридски уметник Вангел Наумовски изработија графит кај плоштадот Мини Маркет. Во знак на почит и благодарност кон делото на големиот уметник Вангел Наумовски и неговиот придонес на македонската културна сцена, а по повод на 100 годишнината од неговото раѓање, викендов Сдруженијето на млади архитекти Архрид изработи графит од голем размер. Се работи за интерпретација на една од неговите графики направени во Загреб во 1970 година, овој пат изведена на 80 метри квадратни површина во склоп на неговиот портрет, велат од Архрид. Додаваат дека локацијата е неслучајно избрана во близина на неговиот дом и творечко ателје, а покрената е иницијатива самиот јавен простор плоштадче Мини Маркет да го носи неговото име. Целиот склоп на оваа нова социјално-културна димензија е поддржана од локални здруженија и иницијативи. Од Сдруженијето на млади архитекти Архрид упатуваат јавна благодарност за несебичната логистичка и материјална поддршка до културолошка иницијатива 5 до 12, Лајонс клуб Охрид, Лајонс клуб Лихнидост, уметничката галерија Букефал, Кармен Бау центар и Гуго Охрид, како и до графити Шоп Хром. 1 април, денот на Државниот архив, подрачното деление Охрид ќе го обележи со документарна изложба, промотивен материјал од прикажани проекции на филмови во кино Охридско езеро за период 1939-1941 година. На оваа изложба охриѓани, а и сите посетители ќе имаат можност да се запознаат со рекламниот материјал, односно плакатите од филмската продукција на познати светски класици од фондот на Никола Герман, информира директорот на подрачното деление на Државен архив Охрид, Никола Митровиќ Бабе. Урбаната изложба ќе биде поставена на мини плоштадот кај Мини Маркет во Охрид на 1 и 2 април со време трајање од 10 до 15 часот. Од Охридскиот архив ги покануваат сите љубители на раритетни и најсекојдневни документи од Охрид да ја посетат изложбата. Куратица ќе добие дом на култура. Во тек е реконструкција на објектот каде ќе биде сместена документација, пишани и усно пренесувани спомени и предања, семејни стебла, традиционални обичаи, фотографии, филмски записи за минатите и сегашни поколенја од ова охридско село. Ќе биде издаден и историски алманах во печатена и електронска форма. Во селото Куратица во тек е реконструкција и адаптација на објект за селски културен дом. Од местната заедница го објавија почетокот на проектот за зачувување и промоција на колективната меморија, сеќавање на луѓето од селото Куратица. Продолжуваме со значајни проекти од интерес на целокупната заедница и нашите идни поколенија. Проектот за реконструкција на Домот на култура во селото Куратица, како еден од најзначајните културни проекти за заедницата, ни овозможува да продолжиме со активности кои се дел од собирање на културно-историското наследство на генерациите од ова село, велат од местната заедница. Тим предводен од местната заедница ќе работи на собирање документација, кратки раскази, животни приказни, пишани усно пренесувани спомени и преданија, семејни стебла, улични игри, традиционални обичаи, фотографии, филмски записи, поврзани со историјата и меморијата на минатите и сегашни поколенија од ова охридско село.
Главната и крајна цел на проектот е историски алманах на жителите на селото Куратица. Алманахот ќе се издаде во печатена и во електронска форма. Сите дополнувања со текот на времето ќе се ажурираат на секои 4 години. По еден печатен примерок од алманахот ќе биде дониран во селската црква Свети Никола, во црквата Света Богородица, во просториите на местната заедница и во историскиот архив во Охрид. Следуваат вестите од светот. Во Балтимор, во сојузната американска држава Мериленд, се урна мост долг 2,5 километри, откако во еден од столбовите на мостот се удрил товарен брод кој потоа се запалил. Најверојатно се работи за контејнерски брод кој пловел под знаме на Сингапур. Градоначалникот на Балтимор на платформата X напишал дека службите за итни случаи се на местото на несреќата и дека почнале со работа. Се уште не е јасно колку возила се наоѓале на мостот во моментот на несреќата. Исто така нема информации за евентуални жртви. Портпаролот на противпожарната служба за CNN изјавил дека спасувачките екипи трагаат по најмалку 20 лица за кои се верува дека паднале во водата по уривањето на мостот и дека спасувачите мора да работат внимателно бидејќи се уште постои можност да се срушат делови од мостот. Во потрагата се вклучени тимови на американската крајбрежна стража и тим нуркачи. Отежната околност во потрагата се ниските температури на водата. Станува збор за мост со 4 ленти преку кој поминува меѓудржавниот автопат наречен Балтиморски појас. Мостот долг 2,57 километри беше завршен во 1977 година. Од управата за транспорт на Мериленд соопштиле дека автопатот е затворен и сообраќајот се пренасочува. Во Русија е уапсен и 8-миот обвинет во случајот со терористичкиот напад во концертната сала Крокус Сити Хол, 32 годишниот Алишер Касимов, кај кој според медиумите престојувал терористичкиот лидер Шамсуидин Фаридуни. Касимов е уапсен по наредба на судот врз основа на доказите собрани и доставени од Рускиот истражен комитет. РИА Новости јавува дека сите обвинети се изјасниле за виновни и детално го опишале нападот. Најмалку 139 луѓе загинаа, а околу 180 беа повредени во терористичкиот напад во близина на Москва во петокот. Одговорноста за нападот ја презеде групата Исламска држава, група во Хорасан од Авганистан која граничи со Таџикистан. Турските власти уапсиле 147 осомничени членови на џихадистичката група Исламска држава, соопштил министерот за внатрешни работи на Турција. Апсењата били извршени во 30 провинции на Турција, од вкупно 81 провинција, напишал министерот на социјалната мрежа X. Додал дека од 1 јуни 2023 година во Турција се уапсени 2919 лица осомничени за врски со џихадистичката група. Новинската агенција Франс Прес, повикувајќи се на турски безбедносни извори, објавила дека двајца осомничени за вмешаност во терористичкиот напад во Москва неколку недели престојувале во Турција и дека на 2 март отпатувале со авион за Русија. Николас Мадуро повторно се кандидира за председател на Венецуела. Неговата партија, проследена од илјадници приврзаници, ја поднесе неговата кандидатура за изборите што ќе се одржат на 28 јули. Мадуро бара трет 6-годишен мандат на чело на неговата земја. Негови ривали ќе бидат популарен актер и евангелистички пастор кој вчера ги објавија своите кандидатури. Двајцата изјавиле дека се противници на владата, иако постојат сомнежи дека му се сојузници на актуелниот председател. Опозицијата пред истекот на рокот на полноќ се обидела да ја пријави својата кандидатка Корина Јорис, меѓутоа тоа не им успеало, зашто рекле дека е уште еден напад врз демократијата во земјата. Мадуро денеска информирал дека во понеделникот на митинг во главниот град на земјата Каракас бил спречен обид за атентат врз него. Предходно властите во Каракас известиле дека биле приведени тројца мажи кои донеле експлозивни направи на собирот за да го нападнат Мадуро. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.